Маршот на ангелите или протестот на родителите на загинатите деца денеска се пресели од Кочани во Скопје. 5 минути по пладне почна нивниот марш од пред јавното обвинителство. Обвинителот ги повика и на средба во обвинителската зграда за да ги видат доказите и деталите од истрагата. Даниел Василев известува. Даниел во моментов си пред Министерството за внатрешни работи. Тоа е последната дестинација на која се наоѓаат семејствата на загинатите деца. Да почнеме од самиот почеток и нивната посета на јавното обвинителство, кои беа пораките. Цаци, веќе 4 полни часа, би рекол, трае протестот или протестниот марш на семејствата на загинатите и на настраданите во најголемата трагедија во историјата на Македонија. Пред да почнеме од почеток, само да кажам дека дел од нив се пред Министерството за внатрешни работи, дел од нив се внатре на средба со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Како што можете да забележите, дел од нив и во моментот излегуваат од објектот на Министерството за внатрешни работи. Ова е трета и последна точка. Протестот почна пред основното јавно обвинителство, каде што тие практично побараа одговорност, побараа да бидат во истрагата опфатени сите досегашни функционери кои што раководеле со институциите кои што се надлежни за ова прашање. Тоа се Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија, Пазарниот инспекторат, како и Дирекцијата за заштита и спасување. Дел од нив влегоа и на средба со републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Во продолжение предлагам, доколку можеме да видиме дел од атмосферата пред јавното обвинителство. Вие не сте државата, ние сме државата. Ние сме вашите владејачи. Не вие на нас. Ве плаќаме со илјадници евра. Да правите милионски криминали. Колку ви е доста? Јавно обвинителство што пониде допред глас нема излегнато до сега. Тучите на децата ни земата. Пониднаш за допред глас немат излегнато, еднаш барем полка да излеговте бре. И не се плашете, не дојдовме тука да убиваме, не сме ни вооружени, ни па сакаме. Дојдовме со душа, со срце, со Бога дојдовме. Затоа што не убивте се, ама Бог не го убивте у нас. Даниел, што велат од јавното обвинителство, успеали да ги презентираат доказите и текот на истрагата? Цаци, средбата во јавното обвинителство траеше некаде помеѓу 1 час и час и половина, а откако заврши се обидовме да добиеме и кратка изјава од родителите по средбата да ни кажат што е она што им го кажале јавните обвинители кои што работат на истрагата за пожарот во импровизираната дискотека Пулс, меѓутоа тие не сакаа да говорат јавно. Од основното јавно обвинителство Скопје испратија кратко соопштение во кое што велат дека одговарајќи на сите поставени прашања и дилеми на блиските на починатите, обвинителите ги уверија дека истрагата е сеопфатна и се земаат предвид сите аспекти на евентуална одговорност за трагичниот настан. На семејствата им беше најавена и динамиката на предстојните распити на оштетените како следна фаза од истражниот процес, се вели во дописот кој што го испрати основното јавно обвинителство. Од тука семејствата се упатија кон собранието, каде што практично ги повикаа сите пратеници да дојдат и од нив да побараат одговори. На тоа се одважија пратениците од СДСМ, како и пратениците од Левица, кои што дојдоа да позборуваат со семејствата. Меѓутоа, морам да кажам дека пратениците кои што дојдоа од СДСМ беа пречекани со свирежи и практично беше извикувано убици. Во продолжение предлагам да видиме дел од атмосферата од тоа што зборува семејствата на починатите со првиот човек на СДСМ Венко Филипче. Се сеќавам кога бевте на власт, имаше 2 решенија за забрана за работа на шталата. Но пократко се повлековте потоа од власт. Што се случи со 2 решенија кои што имаше донесено Министерството за внатрешни работи за престанок на работа на шталата? Дали имате таква информација? Ај прво на прашањето. Не знам на вистина и затоа ние цело време од почетокот, непосредно после трагедијата, даваме подршка на институциите да имаат неселективна работа и министерство. И во однос на првата работа, не треба да се заблагодарувате. Не е точно дека немаме контакт со луѓето. Не сакам да подлезам и во Кочани и не секаде. Малте не дневно основно, сакам да потенцирам една работа, што мислам дека е многу важна,
А тоа е дека ово излегување, сакам да знаете дека нема за цел да донесе некои политички поени. Некаде околу 2 часа семејствата на настраданите во пожарот во импровизираната дискотека Пулс се задржаа пред собранието. Како што кажав, побараа да дојдат и пратениците кои што беа внатре. Меѓутоа, тука добар дел од родителите говореа јавно за она што го чувствуваат и за тоа како се одвива нивниот живот по оваа најголема трагедија. Инаку, само да кажам дека во моментов представниците на МВР излегоа надвор пред објектот. Предпоставувам дека разговараат со дел од семејствата на настраданите. Ќе се обидам да дознам што точно се случува. Меѓутоа да продолжам со она за собранието. Практично тука добар дел од родителите зборуваа за тоа како живеат по оваа голема трагедија, барајќи одговорност како од институциите, така од сите оние кои што се инволвирани и од кои што треба да се бара одговорност за оваа трагедија. A ne, ja hodam nagore. Законски треба да биде најмалку да спрема број на жители 25-26. Значи, валато да има некои други 20 нови. Али па не е нешто. Оправи има некои 50 години, 40 години. Ние се моментално имаме да почнеме. Од она што можам да го разберам, практично министерот за внатрешни работи Панче Тошковски ги испраќа семејствата на настраданите кои што дојдоа пред Министерството за внатрешни работи. Да се навратам на случувањата пред собранието, како што кажав, практично добар дел од родителите говореа јавно за тоа како живеат во моментот, барајќи одговорност за сите инволвирани во случајот. Предлагам, доколку имаме подготвено парче, да видиме што точно зборуваа пред собранието. Во името на корупцијата, на митото, на парата, нашите деца настраѓа пуни енергија. Кој мислил што ги очекува? Нашето е завршено со завршувањето на нивниот живот. Нема никаква утеха, нема никаква правда за нашите деца што не се го заслужили тоа. Погледнете ги ангелите тука. Имате ли вие деца, бе? Немат ни осетне деца. Да беше на вашите деца, дали таму ги се криевте? Загубата ни е многу голема, државата ни е многу расипана. Системно ни е многу паднат. И сакаме само правда. И правдата да излезе на виделина, да се стават законите во ред, да одговарат сите што се виновни, не само у оваа ситуација, ни у претходните, и у сите, не дај Боже, наредни да се десат. Додека мојот колега Тони Спасевски ја пренесува атмосферата од испраќањето на министерот за внатрешни работи на семејствата на настраданите во пожарот во импровизираната дискотека Пулс, морам да кажам дека по речиси 2 часа пред објектот на законодавниот дом, тие практично се најавија и потоа се упатија кон Министерството за внатрешни работи. Со тоа практично и министерот Тошковски најави дека ќе напушти седницата за интерпелација и ќе се упати во МВР за да ги пречека. Откако дојдоа тука, побара Тошковски да излезе надвор, да се види со сите присутни, па дури потоа да влезат внатре на средба. Тошковски излезе надвор, говореа кратко пошто влегоа и во објектот на Министерството за внатрешни работи. На дел од оваа средба присуствувавме и ние медиумите. Дел од неа беше затворена за јавноста. Во продолжение предлагам да видиме дел од атмосферата што точно се случуваше и пред објектот на МВР, меѓутоа и внатре во канцелариите.
еден почест према нас родителите нека излезе јавно тука. Да, бе, не кеше да биде како што беше обвинителството да се Не разговараме сакаме он да ние дојде насамо. тука. И ние ќе си разговараме насамо со него. Нека излезе надвор. Нема да го тепа. Чим не знаеше Соколата да дојде пред собранието, нека те ние пешки дојдевме до тука. Болката која што има секој од вас со збор не се опишува. Ние треба да ви кажеме за тоа, не вие нас. Ние треба да ви обясниме. Ние изгубивме, вие не сте деца. Вие не сте изгубили деца. Не знаете вие што значи да изгубите дете. Едночко е да го имате и да го изгубите, не знаете што значи. Не сум човек како што пробаа некои други. Дозволете ми, ве молам, дозволете ми, господи. Ве молам, дозволете. Ве замолувам. Да седнеме, да разговараме, да трнеме политиката на. И јас сум немодовен. И јас сум гневен, и јас сум бесен. И мојава душа плаче. И моите деца плаче. Дали И моите деца плаче, верувајте ми. обдукцијски извештај? Значи, Дали знаете кога ви починаа деца? Не. Од Бутел разбра, бидејќи там бе. она истрагата која што ево тека. Ве уверувам, нема никого да поштеди за кој што ќе има докази. Ама никого. Веруваме на зборот. До сега и да ми верувате на зборот. И да ми верувате на зборот. Имате право и на тоа. Имате право и на тоа, но истрагата не е завршена. Во овој момент автобусот во кој што се превезува семејствата на настраданите во најголемата трагедија во Македонија ја напуштија практично улицата пред Министерството за внатрешни работи и со полициска придружба се упатуваат кон Кочани, кон родниот град. Се обидуваме да дознаеме што точно се случувало на онаа средба, барем во затворениот дел во Министерството за внатрешни работи. Цаци, ова е се засега, практично и со ова и заврши протестниот марш за ангелите. Повеќе детали можам да најавам само за во следното информативно издание, односно во Дневникот во 19. Даниел Василев, ти